Мина речиси 5-6 години, кога така да речам последен пат прочитав низ Демихисарската регија, поточно речено кога во 2017 господово лето, за еден ден, како дел од Маврашко-Кричевската коњица, не пречекаа демихисарци и не испратија во правец на Крушево кон Мечкин камен. Ете како што вели народот, Господ милувал Демихисарскава регија повторно да ја посетам, но овој пат на сам ден на големиот христијански православен празник Свети Атанасије Зимен 2022 господово лето, по покана на Сдруженијето на пензионери од Демихисар и за него да направам репортажа, а неговите членови да ми ги раскажат многуте животни и деловни приказни и заедно со нив да направиме една нова видеоразгледница за нивните родни огништа во Демихисарската регија, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости на оваа регија, за чија регија устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното современие, кои се дел од парчева земја, кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде, македонски, и е дел од севкупната историја на Македонија. Иако со години крстарам низ Демихисарско, така да речам, никако не му доаѓаше редот за ова здружение да направам и за него документарен запис. Една стара народна поговорка вели: не кога сакаме ние, туку кога Господ ќе го каже тоа. И навистина така и бидна. Едно студено зимско јануарско утро, на самиот почеток на новото 2022 господово лето, можна рано ми зазвони мојот телефон и како и секогаш кога некој ме бара преку телефонот, ја кренав слушалката, а од другата страна, така народно да се изразам, на телефонската жица слушнав еден познат глас кој ми велеше: "Добро утро, Зоран. Како си? Да не те разбуди?" ме праша. "Добро утро," му реков. "Буден сум, одамна сум буден." "Да. Овде кај Кирило Блажевски Труман. Дали се сеќаваш на мене?" ме праша. "Како не се сеќавам, убаво го памтам ликот твој кога пред неколку години заедно со тебе направив еден документарен запис со работен наслов Трумановци од Бургашево," му одговорив. Бравос, мило ми е што не си ме заборавил, туку ете јас така порано, знаеш, по селски се јавувам. Имам една молба да те замолам, ако можеш да дојдеш во Демихисаров наш, насушен, да направиш едно убава слико за нашиве демихисарски пензионери. "Што велиш?" ме праша. Слушај вака да ти кажам. Со ние сум за Атанасије Зимен да одам во Чапотница на снимање. Убаво би било на минување и вашето здружение да го посетам и за вас да направам едно убаво слико. Малку на повисок глас на шега му подвикнав. Сега кандисај се, јас својата си го кажам, сега оставам на тебе, ми рече. "Бива како не бива," му реков. "Ти само дојди до Демихисар, а јас ќе ми те пречекам и се ќе ти организирам, ич да не му се секираш," ми рече Чиро Блажевски Труман. И навистина така и видна. На сам ден на празникот Свети Атанасије, рано сутрина, во зорите со утринскиот автобус Скопје Демихисар тргнав напад. Времето беше вистинско, зимско, студено, ведро, патот чист, а снегот одавна го имаше забелеа на хоризонтот, кој не обслужуваше околу нас, и по речиси 3 часа возење се симнав во Демихисар, каде што ме пречека Чиро Блажевски, кој воедно ми беше и домајчик и водич, и откако си рековме здравоживо, стигнавме во правец на седиштето на Демихисарското здружение на пензионери. Почитувани мои,
слушајќи ги безбројните приказни на Киро Блажевски за старите адети и обичаи, за зимската слава Светите Насие, не забележал колку брзо пристигнавме пред самото седиште на Демихисарското здружение на пензионери. Пред да влеземе во така да речам пензионерските простории, го замолив Трумана малку да позастанеме, да направам неколку кадри како со мојата камера, така и со мојот фотоапарат, кој секогаш си го носам со себе од урбаното плоштадче кое ја надополнуваше пензионерската зграда. Почитувани мои, откако така да речам завршив со снимањето и фотографирањето и откако Труман не запозна со дојдените пензионери, а воедно и со нив си стори здравоживо, пред да се отпочнеме со моабетот надолго и на широко, не само за досегашното обстојување на нивното пензионерско здружение, туку и за нивните животни деловни патешествија, Киро Блажевски во името на сите пензионери од Демихисарската регија ми предложи најнапред да ме запознае не само мене, туку и другите нивни врсници, а посебно помладата генерација македонци, како со географската местоположба на Демихисарската регија, така и со историските збиднувања низ вековите во оваа околија. Демихисар или Железник се вика Ричко-планинската област, што се простира во југозападниот дел на Македонија или поблиску одредено северозападно од Пелагониската котлина околу горниот слив на Црна река. Источната граница на ова област поминува по планината Бушава, а западната по цртовите на Бигла, Плакенска и Илинска планина. На југоисточната страна е планината Древник. Територијата на регионот Демихисар се вројува во средно големите региони во Република Македонија. Регионот Демихисар има значајна географска положба во југозападниот дел на Македонија, а асфалтните сообраќајните врски за Демихисар даваат убава можност да се посети ова живописно планинско подрачје. На територијата на Демихисар живеат околу 10.000 жители во два урбани центра, градчето Сапотница и градот Демихисар, и во селата Бабино, Базерник, Бараково, Белче, Боиште, Брезово, Вардино, Велбевци, Вирово, Големо Илино, Граиште, Доленци, Единаковци, Мало Илино, Жван, Железнец, Журче, Загориче, Зашле, Кочиште, Кутретино, Лесково, Мренога, Новосело, Обедник, Прибилци, Радово, Ракитница, Растојца, Света, Сладуево, Слепче, Слоештица, Смилево, Сопотница, Стругово, Сувограло, Суводол, Утово и Церово. Реката Црна со нејзините 207 километри е најдолгата река во регионот и е најдолга десна притока на реката Вардар. Името на реката води потекло од словенскиот превод на поранешното тракиско име Еригон, што значи црно. Извршниот дел на Црна се наоѓа во Демихисар, а го сочинуваат две рекички, Илинска и Черска река. Пред селото Железнец тие се спојуваат и продолжуваат да течат под заедничкото име Црна. Меѓутоа, како вистински извор на Црна се смета врелото Црна дупка над селото Железнец и неколкуте карсни извори во центарот на селото Железнец. Незиното сливно подречје мощно големо и во неја се вливаат Голема Илинска река, Мала Илинска река, Бела река, Вировска река, Крушка река, Боичка река и многу други рекички и потоци. Сите овие води продолжуваат да течат низ централниот дел на Демихисарскиот регион. Името Демихисар доаѓа поради богатството на овие планини со железна руда, па и областа го добила името Железник.
Тоа се менувало во зависност од владетелите во различни периоди. Оваа област се среќава како сидерокастрон, што од старовизантиски значи железна тврдина, а Демирхисар е име што турците го дале на оваа област, што би значело железна планина. Тоа е името што и денес го носи. Демирхисар е познат револуционерен крај во кој што се случиле значајни настани за македонската историја во илиденскиот период, но и за време на народно-ослободителната борба. Демирхисар е родниот крај или вечното почивалиште на познатите македонски револуционери и војводи Даме Груев и Ѓорѓи Чуранов од Смилево, комитите од четата на Веле Марков, Марко Христо Алексовски од селото Сопотница, Ѓорѓија Христов од село Света, кај народот попознат како Ѓорѓија Рало Скршениот, Стојан Иванов Јошевски од село Жван, Најдо Велјановски Чергата од Ракитница, потоа Алекса Стефанов од Радово, Никола Врбовски Врбата од Брезово, Ангеле Секуловски од Базеник, како и на демирхисарскиот војвода од селото Коцица, Кичевско, Јордан Силјено Пиперката и неговите соборци Милош Трајковски и Кузман Тодоровски од Бабино и Мијаиле Стојанов Филиповски од Велмевци и Клишевскиот апостол Веле Марков и многу други. Во областа Демирхисар се изведени најголемите предилинденски и линденски воени действија, посебно во селото Смилево, каде што од 2 до 7 мај 1903 година во селото Смилево е одржан Смилевскиот конгрес, конгрес на Битолскиот револуционерен округ, каде што на овој конгрес бил ставен крај на полемиките околу прашањето за востанието. Во ова село на 30 април 1903 година се собрал најголемиот број револуционери, речиси од сите револуционерни окрузи од Македонија. За соселаните на Даме Груев ова представувало нивна посебна чест и одговорност од престојот на такво мноштво на револуционерни превенции во нивното село. Во 1945 година, после завршувањето на Втората светска војна во регионот Демирхисар е формирана политичко-општествена административна заедница Околински народен одбор. Неговото седиште е во селото Смилево, но потоа со промените на територијалните и урбаните закони во тоа време во тогашна Народна република Македонија е селото Мургашево во стариот Слепченски ан, кој се наоѓал на просторот на денешната автобуска станица. Една од работите што без сомнение представува најголемо богатство на регионот Демирхисар се културните и природните знаменитости кои што представуваат гордост не само за овој регион, туку и за целата земја. Според временската класификација, најзастапени се спомениците од средновековниот и турскиот период. На подрачјето на општината постојат вкупно 62 цркви и манастири, од кои по својата старост, сочуваност, начин на градба, живопис и местоположба се извојуваат 7 објекти како трајни белези за еден народ и едно време, меѓу кои се манастирот Свети Јован Претеча, црквите Свети Јован Богослов и Свети Никола во Слепче од 14 век, манастирот Свети Атанасиј Александриски од 17 век кај селото Журче, црквата Свети Атанасије во селото Слоештица, манастирот Свети Никола кај селото Слоештица од 14 век, црквата Света Петка во селото Жван од 14 век, латинската црква Свети Димитрije во селото Жван од 18 век, црквата Влашки гробишта која е во Урнатини во селото Обедник и многу други.
Една од работите што без сомнение представува најголемо богатство на оваа општина е културата, бидејќи низ вековите многу значајни поети и писатели потекнуваат од овој регион, што представуваат гордост не само за овој регион, туку и за целата земја, како што се Божим Павловски и Раде Силјан од селото Жван, Петре Ма Андреевски, браќата Јордан Плевнеш, Љубе и Владо Цветановски, сите родом од селото Слешница, како и единствениот денешен македонски библиофил и собственик на најголемата приватна библиотека Алби, која се наоѓа во неговото родно село Бабино, Стево Степановски. Изобилието на варовник и квалитетен камен било добра основа во Демихисарско низ вековите да се градат тврдини, дворци и убави куќи, џидани со камен уште од времето на античка и средновековна Македонија. Градот Железник бил еден од убавите и значајните градски населби во времето на Македонското средновековно царство. Низ вековите многу цивилизации уживале на плодовите од плодната земја. Демихисар остана земјоделски центар во Македонија, предпознатлив по прекрасните природни јадења. Традиционалната демихисарска куња е комбинација со балканските и турските карактеристики, пренесени низ вековите под отоманското владење. Нашето здружение е формирано во далечната 1968 година. Во изминатите 50 на години од формирањето раководеле повеќе функционери. Сите тие во времето кога биле на чело на здружението даде свој придонес во подобрувањето на животот на пензионерите, па затоа имаат подеднаква заслуга за тоа што денес е. Здружението на пензионери Демихисар е здружение кое постигнува забележителни резултати на сите полиња, иако е мало по број, поточно речено околу 2000 членови, организирани во 17 граници, спаѓа во поактивни здруженија во рамките на Сојузот на пензионери во Република Македонија, како вистински хроничар започна со описот на дејноста на Демихисарското здружение на пензионери Чирило Блажевски Труман. Председатели кои раководеле со нашето здружение биле Нобе Велјановски, родом од селото Белче, кој со здружението раководи од 1968 до 1970 година, додека пак, можеби за нас малку чудно, но вистиното е тоа што од 1970 година па се до 1974 година со здружението раководи свештеното лице отецот Трајко Поповски, родом од селото Слепче, а од 1974 година па се до 1982 година нашето здружение припаѓа на Битолското здружение на пензионери, а во 1982 година повторно се осамостојува, каде што се до 1986 година со него раководи Крајче Секуловски, по потекло од селото Железнец, а од 1986 година па се до 1990 година раководството на здружението му припаѓа на Ване Ташевски, родом од селото Сапотница. Пејко Макриовски, родом од селото Доленци, со нашето здружение раководи од 1990 до 1994 година. Ѓорѓија Богевски, со здружението наше раководи од 1994 година до 2006 година,
а од 2006 па се до 2010 година на чело на Сдруженијето е Петар Бубајчовски, родом од селото Сапотница, а од 2012 година па се до 2020 година со нашето здружение раководи Петре Петревски, кој е по потекло од селото Кутретино. Нашето здружение брои околу 1500 пензионери. Активностите на здружението се одвиваат во 17 ограновци на подрачјето на општина Демир Хисар. Здружението има собрание од 21 делегат, извршен одбор од 9 делегати, надзорен одбор од 3 членови и активна жена од 7 членови. Нашето, така да речем, постојано сврталиште, домот на пензионерите на Демихисар, започнат е со градба во далечната 1971 година, со средства на демихисарските пензионери, но и со помош на општината Демихисар и со средства на поранешното Сојузно здружение на пензионери на Југославија, а предаден е во употреба во 1972 година. Организационата структура на нашето здружение покрај раководните органи го сочинуваат и 17 ограновци. Покрај најголемиот огранок во градот Демихисар, активни ограновци постојат во селата Смилево, Кутретино, Слепче, Вардино, Сладујево, Градиште, Единаковци, Сапотница, Света, Шван, Прибилци, Журче, Вирово, Доленци, Стругово и Слоештица, продолжи со описот Киро Блажевски Труман. Здружението со својата машка и женска игрална група редовно учествуваат во регионалните реви на песми, игри и ора, кои секоја година се одржуваат во различни градови по систем на ротација во соседните општини. Исто така, секоја година сме и редовни учесници на републичките реви кои се одржуваат во Скопје. Сдруженијето на пензионери Демихисар своите активности ги реализира преку неколку комисии, меѓу кои Комисијата за спорт и рекреација, Комисијата за културно-забавен живот и активот на пензионерки. Комисијата за спорт и рекреација главно својата активност ја насочува кон активно вклучување на пензионерите во подготовките, организирањето и одржувањето на пензионерските спортски активности. Нашите пензионери редовно учествуваат како на локалните, регионалните, така и на републичките пензионерски спортски надпревари, а два пати нашето здружение им беше домаќин на регионалните пензионерски спортски надпревари. Се наоѓаме пред спортската сала Јордан Пиперката, која што во еден известен период пред пандемијата се одржуваше меморалниот турнир на Валентин Стефановски, кој што учество има земено од повеќе екипи од Република Македонија, а сите овие надпревари се случува под покровителство на локалната самоуправа Демир Хисар. Овој турнир се одржува, реколте, во името на Валентин Стефановски. Ќе може да ми кажеш кој е тоа момче? Тоа момче беше одличен спортиста кој што загина во несреќен случај, така да во негово име овој турнир се организираше под покровителство на локалната самоуправа Демир Хисар. Комисијата за културно-забавен живот своите активности воглавно ги реализира преку негувањето на демихисарските ора и песни, на тој начин што нашите пензионери се најверните чувари на традицијата и фолклорното демихисарско богатство како дел на фолклорното богатство на македонскиот народ. Суштината на заштитата на ова културно наследство лежи во подигањето на свеста пред се кај младите демихисирчани за вековното постоење на овој вид култура на овие простори кај нас, каде што зачувувањето на старите музички вредности е наш аманет за генерациите кои доаѓаат.
Кога се зборува за многуте активности на нашето здружение, не може да се изостави богатата активност на активот на пензионерките. Пред се би го истакнал се поголемиот број на наши пензионерки кои се членови на пензионерските хорови, кои гордо и исправено ги пеат изворните демихисарски песни и играјќи ги демихисарските ора, како вистински хроничар, заврши со неговиот опис Чиро Блажевски Труман. Активот на жени при Сдруженијето на пензионери Демир Хисар постои од самото формирање на Сдруженијето и во него членуваат 25 пензионерки. На секоја календарска година носиме програма за работа со точно утврдени рокови за реализација на истата. Работиме по многу полиња од доменот на пензионерското организирање. Имаме своја женска играорна група со која секоја година настапуваме на регионалните и на републичката ревија на песни, игри и ора. Историјата на секој народ ја сочинуваат бројни настани и личности кои оставаат неизбришливи траги како сведоштво за едно време. Така и во Демихисарското здружение на пензионери има познати личности кои сиот нивен живот го посветиле за формирањето на независна држава на македонскиот народ, денешната Република Македонија. Таква личност е и Драган Чутуровски Чутура, за кого во нашава историографска литература многу малку е пишувано, затоа што тој уште од неговите млади години, од поранешните југословенски власти, бил прогонуван заради идеите за независна Македонија, чија негова звезда водилка како аманет им го остави на пензионерите од Демихисарско да им го пренесат на младите демихисирчани. Демихисарските пензионери се горди на тоа што повеќето од нив останаа да живеат во нивните родни огништа, во демихисарските села, како што е и единствената бабичка во селото Растојца, Љубица Тасевска, Борис Најдовски, даскалот од селото Вирово, кој денес живее во селото Жуан со неговата домаќинка Светанка, демихисарскиот Бекенбауер Трајан Мијалковски Мијакот, кој заедно со Дончо Мичковски, Перо Влаво, Благојан Неделковски Бобекот, Петар Ковачевски, Миле Кркачот и многу други фудбалски легенди од Демихисарско играл фудбал во фудбалскиот клуб Демихисар во тогачната втора македонска фудбалска лига, како и Ангелина и Александар Ангеловски, родом од селото Бургашево, родители на прославениот виртуоз на кларинет во групата Демихисарски бисери Јане Ангелевски, познатиот резбар, вајер и копаничар Благоје Секуловски, тапанџијата Здравко Греновски Јоше, Григор Велевски, меѓу пензионерите попознат како Ленс Амстронг во селото Градиште, кој денес живее во Бургашево и многу други. Почитувани мои, како што знаат и умеат да кажат моите домаќини, пензионерите од Демихисар, со едно идење се не може да се раскаже, со едно идење се не може да се запише или да се сними, ги оставам моите домаќини да се го живеат пензионерскиот живот со едно ветување дека пак ќе ги посетам само Господ на сите ним здравје да им даде.